ребаланс. Това не ги изпълнува ли това? Кои са това? Детуванията са 365 милиони дена. Толкова номера дървана и началника от Бетия, дека в 2016 ги изгради. Знаете колко изгради? 75 милиони дена. Значи, ние можем да направим таксативно един список от 50 активности, да кажем, изплевене трябва пред местната седмица там и там, посадене зумбо пред и да, пред тоето училище, сменете един прозорец на общината и така нататък. Аз можем список да ви дадам от 100 страни. И ти го читам целден. И ти речем, ВМРО ДПМ не изпълнува. Пак е повтора. ВМРО ДПМ не. Изпълнува, меѓутоа не тоа што го ветило. А ветило 365 милиони на годишно ниво или 180 милиони на полугодишно ниво. От тие 180 милиони на полугодишно ниво, ВМРО ДПМ не изпълни само 75. Толку се потрошени по ставката 482 и сиропа на други градъчни изпълнения. За това зборуваме. Не дали нищо направите, туку дали направите толкова поставете. И това е ключно. Бона ще е още по-чудно. Што е релативно, редко това можем да кажем на некој ребаланс, и тоа е релативно сум задоволен за фифалната страна, около 40%. Тоа можеше да биде поголема, ако се повлече повече средства от кредитното да се събра. Меѓутоа, не сум абсолютно задоволен со реализацијата на средствата страна. Тоа е чемеријат. Недозволиво е од 289 милиони колку што приходавала општина Битола во првите 6 месеци, само 210 милиони да бидат потрошени. Това значи дека ни за улици, кои што вие нормално не ги споменате, требало да бидат изградени или тоа од X причини воопшто да се изградени. За да биде уште почудно, ова се случува само оваа година. Во 2015 година биле собрани 251 милион, биле потрошени 341 милион. Сосема разумно. Разликата е само 10 милиона. Во 2014 273, собрани 346 потрошени. Горе-долу. Меѓутоа, оваа година разликата помеѓу собраните и потрошените е навистина огромна и изнесува цели 80 милиони. И сето тоа се рефлектира најмногу во делот тоа што граѓаните имаат најголеми проблеми на тргова инфраструктура. Колегата Касаповски изобшти го каже дека реализацијата на ставката 482 е само 20%. Јас ќе предржам и некои подетални цифри. Изградба на улици и патишта е реализирана со 8,8%. Реконструкција на улици и патишта со 28%. Изградба на канализација со 30%. Изградба на водоводни мрежи со 27%. Реконструкција на водоводни мрежи 30%. Изградба на капацитети во енергетика само 14%. Реконструкција на капацитети во енергетика мизерни 8%. Реконструкција на други објекти само 3,6%. Од 55 предвидени, 2 милиони се потрошени. Знаете што требува во реконструкција на други објекти? Например, училишта. Ни за наши училишта се наоѓаат во мизерна состојба. Предвидени се пари. Како што видовме и собрани се пари. Зошто општина да покажува таква игнорентност и едноставно не се запати да ја санира аз съм след. Едно дека секој стои да санира. Виктор Фиев. Значи, вие докато власт не се ни обидувате, летаргија, това е нещо, што е проблем. Сигурно не
е проблем функцијата притвор на граначалникот, затоа што е оно полугодишен извештај, што тогаш немаше ни или можда малку. Одредно. Како и да е. Исто така, и сакал да запрашам, обикти имаме пари. Зошто не си сплатени достојаните ненамирени обврски, кои износат 6 милиони и 600 хиляди dinara? Успеа да заплатени, општината не ги платила, а пак ја речем, има 80 милиони више од приходи од расходи. Од кои дури 5,3 милиони се доспеани од страна на фирмите кои што работат на инфраструктурата. Рами и знаете некој? Што е работа? Второ, од овие 80 милиони, половина се потрошија за изградба на инфраструктура. Верувајте дека списокот кој што вие го читате ќе беше значително 2 пати толку. И тоа не е направено. Споменате градежните активности во касарна. Нашата скепса, односно алуции дека еве запред Институтот Српска банка дека сега нема се руши така натаму. Не знам дали тоа кој го изјавил, јас знам дека тоа не е случај. Може би некои идни проекти Светска банка се запрени. Овие средства кои што ние ги користиме одавна се легнати во републичните бюџети. Одавна се легнати. И ние не ги земаме Светска банка, не ги земаме Републичната банка. Сега, повторно се поставува прашањето. Веќе имаме на располагање 109 милиони денари. Касниме со изградба на комуналната инфраструктура во касарната минимум 3 години. Зошто првото полугодие сме потрошиле само 9 милиони денари? Па најде луѓе, што е проблем? Повторно ги речем, граначалникот пише на слободно можеше да подпише, ако тој подпише и сега. Губа не долази. Ама, нешто се случува. И да привршувам, зимскиот сон на општина Битола мора да започне. Очигледно е дека зимата, како што си дошла, поминала, општина Битола не е успеала да излезе од хибернација. Јас не знам какви се показателите од јули наваму, и ако продолжиме со ова темпо, на краја, Битола и понатаму, граѓаните на општина Битола, ќе се движат по раскопани улици, си да знаеме дека е така. Имаат проблеми со руинирани училишта, градинки и воопшто нема да се градат градинки, а имаме пари да градат градинки. И ништо нема да биде така како што треба